Черешна се от корен корнеше. Виктор пак за сватби видео правеше. Не само на гитарата и самия да си направи. Па на олку сватби не знам дали во живото сум бил колку шо бев годинал. И лани имавме сватби. Де викам не. Ама година ми се чини секоја година се поке сватби. И овие што си изгорени да се фаќат за секој збор сега одма лошо ќе го сватат. Оти шо ако има сватба? Абе нека има, море, уба работа. Не значи дека ако јас зборам за нешто дека лошо е, за убо нека е. Само убајни кај сите. И сватби, и крштевки, сватбокрштевки, сватбокрштевко роден ден и све комплет да правите. И черешни од корен и све од корен да се корни. Не за друго, за да може нови корења да се создават. Да не должиме многу. Врти шпица. Едно време луѓето креваја кредити за големи работи. Куќа, стан, евентуално кола, макар што ретко беше. Си купеа некој 101 таму фичац, некој готов. Ама други времиња беа бе, без пари кредитите, што ќе врати, што нема да врати. Не сега каматата низ горе. Дури не вратиш наназад, не е кажано. Како иди времето, како течеа годините, луѓето почнеа за се живо да креват кредит. Ама то се живо па е нешто што ти треба дома. Не знам, ќе реновираш кујна WC, ќе реновираш кола нова, мотор, можда нешто. И кога ќе дојдеше лето, луѓето најчесто креваја кредити за на одмор. Оти секоја година се поголем трошок, особено ако имаш фамилија, дојш на одмор. Јарно, ама последниве години луѓето почна и за нас свадба додат гости кредити да креват. Оти ке речи, не оти гузне колку пари ќе му остат во плико, туку ти многу свадби, многу себе брат. Јас годинава имам деној кај што сум на 3 свадби во исти ден, сите во различна држава. И уј сега стигни да те видам. Ама знаеш како? Кој те прашва бе брат? Кој те прашва? Да стигнеш, не можеш ако не можеш се лутат сите, врти се учи крив сите. Особено пак ако си музичар. Кај сакаш ој да знаеш дека кога тогаш во теко на ноќта ќе те станат од столчи, ќе да сработиш малку. Си мислиш ти само за уживање си дојден овде, не бе батуле. Ти може да си мислиш што сакаш. Кој те прашва? Така, тука си. Ела си вам, ела си. Ама нема врска, убаво е тоа. Тие се убај моменти, убај дено и да не си расположен нешто посебно за журка праење го и те понесе атмосферата, ќе видиш. Са минатата епизода, муавето тргна намета, па мој да е на сериозна тема. Уште не кажано за свадбите, уште не женети луѓето, аз во разводите ги однесу. И ко засме еден тон луѓе после тоа по инбокс ми пишеа, треба да се збора на татем. Убаво што почна терсене, ама треба да збора. Ами ако треба да зборам, ако сте толку желни да збораме, дајте да не прам видеа, дај да закажиме некој тајминг таму, да пишиме ценовник, ако веќе правиме муаве, да го направиме муаве тоа што треба. Оти остајте ние што си играме мајтап, то сериозна работа. Има луѓе маки гледат цел живот заради тоа. И плюс кокотливи сме како народ и да нема некој мака видено ќе се најди тој навреден од некоја страна. Значи ако правиме муавет на такви теми, дајте наместиме нешто за ценовник со ова со она, за го ќе ме плукат барем да ми свирнува таму дидинг. Покрај лошите коментари, по некој убаво чувство да влегва во приказната, така. Иначе почнавме некни да збораме за различното доживување на свадбата на мажу и на жена. Кажавме дека за женското и за незините другарки, за сите околу неа тоа е многу срекна работа, срекна вест. Не дека кај машкото не е. Ама првата реакција тоа е, се женио е, готово. Еваре свето заврши. И знаеш како баш заради тие реакции, заради тие некој сваќање дека мажо кога ќе влези во брак, готово. Како идат годините, мажите се потешко се убедват да влезат во приказната. Пошто кај секој маж во светот влада и некое вервање дека сега кога влези во приказната и готово, после сите можности што можел да ги има завршва тука. Приказната е затворена. Толку многу можности, толку многу жени во светот, тој сега клучо си оклава, готово, леле, страшна работа. Мислиш, кузна и кој бил претходно? Абе жените подизгорени се по него, жените сите сега кога ќе се залетат, леле, кога ќе почнат да плачат дека тој се ожени, готово. Свето тука заврши, потоп, готово. Барајте го нове со арката да дојде да не спаси, оти готово. Како рече, еве мајко решив да се женам, одма потопо почна. А бога ми има и такви кај што тек смо почели работата. Што око не му трепнува, дали е женет, дали не е женет, дали ќе одозне некој, ич не му трепнува око на некој луѓ. Ни осе, ни почи, ништо бе брат. Влазе си му на умо да ти кажам право. Малце му е еден живот со една жена, ќе земат паралелни животи, една ваму, друга таму, трета онаму. Ние со една накрај немојме да излезиме, тие перенди прат. Дека си играт со човечки живот и никому ништо, така. Абе шо нема? А бога ми жените не се ништо поназад. Само разликата меѓу мажите и жените. Кога ќе е некоја прелюба во прашање, е што жените се многу поопасни во приказната. Кој
Ако ќе сакат да направат нешто, го мислат, ќе направат план, ќе ги испитат сите други можности. И то не само од нејзина перспектива, туку од перспектива на сите карактери што си ги има внатре. Па ти не се тие џаве карактерите. Како викат старите, поќеглај поумни се одедно. За добро овде се поќеглај во една, ама нема врска. А мажите, дека нема опасни мажи, ја се разбери. Ама 99% или ќе земи ги ти пише од Инстаграм, од Фејсбук, негде кај што има слика од фамилија, од деца, од жена, од све живо. Или има бистри деца што пишат и од заеднички профили. Ќе земи на некој чупе младо и му пиши сладка си посоганче, точина со срциња со сите марифети. Да не знаеш дали тој дали жена му ти пише. Секој што рековме, има и луѓе што двојни, тројни животи живеат. И цел живот мислиш една фамилија сте. Ќе дојди наследството за земање, оп 300 души се берат. Кај се најдовте толку луѓе, мајка? На крајот 50 квадрат едно нужниче не ти остана. Али да не навлегваме на тата тема, тоа е веќе ептен терсене тема. Таму ако влезиме, тоа ќе види хаос, не види. Па кај замине муавето. Значи зборавме за разликите помеѓу мажите и жените кои се спрема свадба. Нема брат, тоа е мозоко ми оди 2 милиони на сат во сите можни правци. Ама ќе пробам уште еднаш да фокусирам работата на свадби. И добро, решават младите дека ќе прават свадба. Конечно се убедва тој суртуко да клекне, биднува приказната и сега треба се спремаме за свадбата. И тука имаме огромни разлики меѓу машкото и женското. Значи жените како и за сите останати пригоди во животот, му треба еден тон време за да спремат нешто. Без разлика дали е за на одмор, за излегвање, за настан, зашто сака нека, зависно од пригодата и време траењето на спремањето. Ама го е се работи за свадба. Ти брат како маш не имаш појма дека треба толку многу работи да се направи. Ти знаеш дека ќе клекниш, ќе клаеш костуми, ќе оиш дента и толку е. Не бе ватуле. Кај жените спремањето на свадба почнува многу порано. Уште пред да запроси. Ти мислиш твоја идеја беше да запроси? Дали сериозно мислиш дека тоа беше само твоја идеја да ја запросиш? Ај размисли уште еднаш. Не, така размисли малце. Пробај нека ти се вратат вака некој сеќавања од претходно, особено периодот пред да запроси. Како некако почне работите коцките да се местат. Како почна самиот да чувствуваш нешто, одма треба си велиш: "Море мајка, видиш убаво се годи се. Ова е тоа, ова е моментот. Види како чупето се грижи, се прави. Јас сум благословен. И ти си благословен. Тоа е факт, сите сме благословени. Ама ако мислиш дека чисто од благословот то ти иди така ти се местат коцките, размисли уште еднаш. Оти жените многу побрзо знаат што сакат од мажите. Значи жената почнува да го гради нештото уште многу пред ти да си свесен дека градите нешто. Ти дур да се свестиш таа до втори спрат на зградата е дојден. Со темели, со стубови, со све турено го што треба. Уствари во моментот кога ти сватиш дека сакаш да ја побараш и го клекниш на едно колено, та градбата е карабина веќе. Зградена е надворешно, до негде внатре е средена и се друго е смислено, смислена и боја на куќа и внатре што ќе има и надвор што ќе има све. И да не се секира. Ти си успат тука за вожњата бе, да се речи дека си поможил во приказна. Се друго ќе ти смислат ичти да не се секира. И од кога се случи запросвањето, жените одма почнуваат со истрага истата вече. Пошто жените се мултитаскинг, дури ви враќа фала срцки на сите, истовремено провера кои се најдобри шминки, најдобри фризе, која сала е најдобра, цвеќари, дополнителни украси, па чадој облаци, па прскалки, па мрскалки, музика. Себе батуле. Ти го кладе прстено и мислиш: "Добро, сега ќе одмориме малце, има време." Нема време, бате. Тебе веќе ти е спремна свадба, само ти не знаеш. И за тој дел на спремањето кај секој различен. По суштина кој што рековме, жените поќе се замарат, ама и кај нив има некои се замарат поќе, некој помал. Ние рековме дај да ја направиме побрзо, а не се замараме, многу си поминавме супер. Има некои луѓе бе батуле години не можат свадба да направат. Оти пример невестата намислила дека ова група мора да ми свири, мора да биде во оваа сала, мора таа цвеќара да е слободна да ми ги прави аранжманите, мора таа фризерка да е слободна, таа шминкерка да е слободна. И ти го гледаш така, никогаш термин нема поводиш за сите. Треба од сега за 5 години да нарачаш, да букираш кај сите и да се молиш дека ќе издржат 5 години сите со работа, како ќе ти дојди свадбата да биде се совршено. А не знаеш дека се дешава, живи луѓе сме сите. Може баш се што имаш одбрано, ништо не се погоди на тој. Ма знаеш како? Кој те прашва? Ако ви убаво да се мачите душата со години да планирате некои работи што не можат да се испланират технички, слободно. Како ви убаво на душата, така си прави. Пошто и нас ни велеа: "Не брзајте, има време до година, до не знам која година, зошто велу?" Ние сакаме да завршиме со работата, си знаеме што сакаме во животот и толку. Да го решиме и то, пошто и тоа е малтретирање. Да го направиме, а си поминиме супер и после тораат глад. Ама оти брзат, што да не има нешто? А не кажувате ви има нешто. Значи ако има поглупи коментари од тие, а сите ги прават, то не знам како да го опишам пој. Значи нема поглупи коментари. Од коментарите типот: "Да не има нешто. Ајде што чекате? Кога ќе се земате? И на ваша агла што побрзо? Ајде, колку пари зедовте?" И има уште многу други, ама немам време да ги набројам сите. Пореш овие гајле, не е ваша работа. Ако сака некој да ви каже било што, тој ќе ви каже: "Што те тебе боли глата?" Така, има луѓе цел живот ќе живеат заедно и нема да се земат
ма шо ти е тебе гајле, не е твоја работа. Ти може мислиш дека е, ама не. Ама ги интересирал. Абе, кој ве прашва? Кој те праша? Шо ти е гајле? За твојот живот те прашва некој? Стајте и луѓето нека дишат, море. Секој има право што сака да си прави. Кој како му, во така ќе си живее. Уживајте малце, радвајте се за луѓето. Јас знам дека пуста радозналост е тешка болест. Ама лавајте си ги душите малце. И врти се учи па замира негде тева. Не ми е судено денес да зборам за свадбите, тоа е, ама ако па свадби ќе окрстиме ти па е врзано со свадби. Па здраве Боже, наредната епизода ќе продолжиме со муавето за спремањето на мажите и на жените околу свадби. А дотоаш ви останете ми со здравие, да сте здрави и живи и да си го терате живото вас како што ви одговара. Е так, поздрав и имајте убав ден.